Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе започнеме да збориме за фотосинтеза. И овој курс за фотосинтеза ќе биде доста напреден. Ќе разгледаме главно фотосинтезата во однос на биологијата, нема да се задржиме на физиката и на хемијата, но сепак ќе биде на прилично високо ниво и ќе треба да се имаат некои предзнаења. Зашто ова е сепак само една тема од целата растителна физиологија, а ниту еден дел од физиологиите, дали животински или растителни, не може да се објаснат ако се сами по себе. Значи требаат сите за едноставно да го склопиш тоа во главата, но сепак ќе се обидеме да објасниме и се надам дека ќе сватите прилично доста. И да започнеме. Значи опстанокот на сите живи организми зависи од два типа на активност на растенијата. Тоа е всушност тоа што растенијата преку процесот на фотосинтеза, значи сега ќе сумираме процесот на фотосинтеза, имаме зелени делови од растенијето и кога тие се осветлени од светлина, всушност растенијето дава како нуспродукт преку процесот на фотосинтеза, што ќе видиме понатаму, дава кислород, а за тоа да го направи тој абсорбира јаглерод диоксид, не со јаглерод диоксид, и плюс се создаваат органски молекули, за кои ќе разгледаме понатаму, значи се образува скроб, и тој скроб потоа може да се образува во други органски молекули кои се потребни за живот. Значи преку процесот на фотосинтеза се овозможуваат две основни работи за сите други живи организми, а тоа се хранливи материи и се ослободува кислород кој е потребен за најголем дел од живиот свет на планетава. И процесот при кој се ова се добива, значи процесот при кој светлината, ова е светлина која бележиме со H по ми, тоа е физичка формула за енергијата на еден фотон. Значи овој процес, како што реков, е фотосинтеза и ќе го разгледаме сега понатаму многу подетално и ќе го објасниме. И прилично најголем дел од сите енергетски резерви, целата енергија што слободува светот, најчесто е предизвикана на еден или друг начин од фотосинтеза. Значи, например, ти можеш да речеш, ја кога мрдам со раката, ти мрдаш со раката, имаш рака и мрдаш лево-десно, викаш произведувам енергија, но всушност за искористување на таа енергија, ти всушност ја конвертирал од хемиската енергија. Значи ти имаш мускули, така имаш мускули овдека кои го предизвикале тоа движење лево-десно, а енергијата која доаѓа за да се предизвика тоа движење, всушност добро АТП, ама АТП било создадено со помош на некои органски соединенија кои се разложиле. А тие органски соединенија си ги добили индиректно преку растенијата. Например, имаш, значи доаѓаме од светлина, светлина нели дава енергија кај растенијата, се создаваат органски соединенија. И сега тоа растение може да го изеде некое тревопасно животно, значи некое тревопасно, трева ќе направиме. Или пак кој после нели би било изедено например некое месојадно животно. Месојад е сега ти како човек, ти бидејќи си омнивор, можеш да јадеш и растенија и животни, ти можеш да добиеш енергијата директно од растенијата или пак од некое животно. Но како и да е, повторно, всушност потеклото е од растенијата. Исто така, например, јагленото исто од растенија, најголем дел од нафтата е помош на микроорганизми, кои дел од тие се всушност растителни микроорганизми. Така, најголем дел од енергијата во денешното општество зависи од процесот на фотосинтеза, освен нормално нуклеарната енергија. И затоа е доста важно да го разбереме овој процес на фотосинтеза. И сега ќе видиме некои експерименти кои порано ги правеле за ова да го заклучат, односно да приметат дека воопшто постои некаков таков процес. Значи земале еден затворен сад, кој затворен сад и внатре ставиле свеќа, значи имаме една свеќа и нормално која ќе ја запалиле таа свеќа и гледале дека после некое време таа ќе се изгаси. Така свеќата ќе се изгаси и тоа е поради тоа што се трошел, така тоа што порано го нарекувале виталниот воздух, односно тоа било O2. Не знаеле тоа што некој постои O2, го нарекувале витален воздух, а се зголемил фиксираниот воздух, односно тоа било CO2. И сега приметиле дека ако внатре во овој сад, всушност стават некое растение, сега ќе направиме како лист, после некое време ќе се врати така наречениот витален воздух и повторно ќе се запали свеќата. И со тоа сватиле дека растенијата всушност го произведуваат овој витален воздух, кој е всушност, нели, како што реков, било кислород. Но ова се случувало само ако растението било изложено на светлина.
Значи ако било изложена светлина. Ако овој процес го направиле овој експеримент навечер, значи немаме светлина, тогаш свеќата повторно ќе било изгасена. И сватиле дека за производство на овој витален воздух потребно е светлина да го удри растенијето и тогаш нели свеќата ќе гори. И ова е еден од најлесните експерименти кои може да се направат за да се докаже дека растенијата всушност да произведуваат кислород, а трошат јаглерод диоксид. Значи они тогаш заклучиле дека се троши овој фиксиран воздух, односно јаглерод диоксид, а се создава кислород при присуство на светлина. А навечер растенијата исто така го трошеле кислородот и создавале фиксиран воздух, односно CO2. Односно навечер растенијата исто се однесувале навечер, односно кога немало светлина, се однесувале како животните. И се ова всушност и се сватило како всушност растат растенијата, бидејќи ако не го знаете процесот фотосинтеза, тоа е тешко некако да се објасни како воопшто расте растенијата. Значи имаше едно дрво, сега ќе направиме едно дрво, и тоа расте, нели, текот на животот, ќе го направиме како помало. Значи почна едно мало дрвце и со тек на време ќе стане големо дрво, така. Сега на пример ако ова би го гледал во саксија, речеме дека има некоја саксија, дека го измериш дека саксијата тежи, не знам, 3 килограми и дрвото тежи, не знам, 10 килограми. Сега после некое време, да речеме поминат неколку години, сега ако би останала во истата саксија, што не ми може да се случи, но некоја да си речеме дека било голема саксија, но нема врска. Саксијата ќе остане со истата килажа, а дрвото сега е да речеме 100 килограми. Сега ќе речеш од каде добило 90 килограми. Така. Бидејќи некој може на прв поглед, ако не знае за процесот фотосинтеза, си рече па растенијата растат со материјали што ги земаат од земјата, ама тоа да беше случајот, тоа како што имаш вака дрво, како што дрвото растеше, тоа почвата ќе се правеше дека една дупка. Колку што е пораснало дрвото, толку дупка ќе имаш. Например, ако дрвото пораснало за 90 килограми, земјата овдека што ќе фалеше, ќе требаше да фали 90 килограми земја. Бидејќи масата не може да се појави од никаде. И едноставно знаеме дека дрвото не расте всушност од почвата, иако му треба вода од почвата. Всушност дрвото расте со помош на CO2. Значи CO2 добро и плюс вода од почвата, нели имаме H2O, што е потребно, но тоа всушност се рециклира на некој си начин. Што е потребно и со помош на овој CO2, всушност тоа растенијата и со помош на фотосинтеза, од тој CO2 гради скроб. И од тој скроб со многу сложени хемиски реакции и гради сите други потребни соединенија. Со различни трансформации од шеќери па вака така. И може да дојде до аминокиселини, нели, со тоа односно до протеини да стигне до масти и така. И многу други органски соединенија. Одноставно само со внесување воздух растенијата расте. Значи масата тие 90 килограми што овдека во овој пример растенијето ги добило, така нели дојдовме 90 килограми кога порасна дрвото. Всушност сите тие 90 килограми се добиени од воздух. Буквално се дебеле у наводници на воздух. Нели правеле експерименти кои заклучиле дека всушност скроб се формира при фотосинтеза, бидејќи капнувале со различни раствори, сега нема да навлегуваме во хемијата, но различни раствори капнувале на листот и се давале одредени обоени реакции кои ни докажуваат дека всушност да има скроб таму. И на деловите кои не биле осветлени, бидејќи правеле експерименти, а при овој дел нема да го остават осветлен, ќе го остават потемно, така, и капнат истиот тој раствор и нема да се добие таа обоена реакција, например сега дека со жолто ќе направиме, зашто не е истата реакција, и ќе знаат дека на место дека што не било осветлено, не се создало скроб. И понатаму нели сватиле дека всушност пигментот кој е потребен за фотосинтеза е хлорофилот. Нормално ќе разгледаме дека потребни се другите пигменти, но тој бил главниот, бидејќи го изолирале и правеле експерименти и докажале дека тој е многу потребен за одвивање на процесот на фотосинтеза. Понатаму сватиле всушност и кај се наоѓа овој хлорофил, дека тој се наоѓа во хлоропласти. И дека хлоропластите се движат во однос на светлината и дека абсорбираат сина светлина и дека абсорбираат црвена светлина. И дознале уште многу други работи, за кои пополека и ние сега ќе ги објаснуваме во текот на ова видео. И тогаш уште во почеток на 19-тиот век, односно кон крајот на 19-тиот век, формулирале една равенка, која и денеска смета дека точно всушност е многу симплифицирана и сега ќе ја видиме и ова се учи особено во основно или пак у средно. Значи имаме 6 молекули на
CO2 и 6 пишуваме за да се израмни стехиометријата. Плюс 6, со друга боја, 6 молекули на H2O вода се добива, вака да мрднеме малце, се добива C6 H12 O6 плюс 6O2. Односно, при процесот на фотосинтеза се искористува јаглерод диоксид, вода, овдека учествува светлина, така имаме светлина и плюс хлорофил, и се добива шекер и кислород. Сега всушност ова е сепак симплифицирано и би требало на некој начин да биде на следниот начин, би требало да го направиме, каде што ќе имаме една црна кутија, навидам црна кутија, место каде што ќе го наречеме фотосинтеза. Фотосинтеза, каде што всушност влегува CO2. Сега нема да направиме да се замараме со стехиометрија, но едноставно влегува CO2, влегува вода, учествува светлина и се случуваат огромен број на комплексни реакции, значи огромен број на комплексни реакции кои ќе ги разгледуваме во текот на видеото, но многу сложени процеси и на крајот всушност добиваме CH2O. Ова е всушност исто со C6H12O6, само скратено е со 6 и затоа се добива ајде да не ве збунам, нека се биде C6H12O6, но не го напишав C6H12O6 бидејќи влегуваме со еден CO2. Така да поправилно би било да биде CH2O. Што е всушност истото, стехиометриски. И се добива кислород. Значи ова би било по-добра верзија на таа равенка. И тогаш кога правиле многу експерименти кои експериментирале во лабораториски услови, колку всушност зависи интензитетот, значи колку ќе се добијат шекери и кислород зависно од колку е интензитетот на светлина. Значи или го зголемувале интензитетот на светлина или го намалувале интензитетот на светлина. Исто така правиле експерименти каде што ја зголемувале концентрацијата на CO2 или пак ја намалувале концентрацијата на CO2. Со цел да се види колку зависи добиениот продукт зависно од концентрацијата на CO2 или колку зависи од интензитетот на светлина. И сватиле дека и за двете има одредена целна граница, значи кога ќе постигнеш одредена концентрација на CO2, значи кога ќе постигнеш одредена концентрација, веќе зголемување на таа концентрација не дава поголем принос. Исто и за светлината, кога ќе постигнеш одредено големина, одреден интензитет на светлина, веќе на поголемо зголемување не го зголемува приносот. И добро, односно дознале многу работи во врска со фотосинтезата и со помош на сите истражувања во почетокот на 20-тиот век, всушност дошле до некои заклучоци дека фотосинтезата всушност опфаќа две фази. Првата фаза ја нарекле фотохемиска, каде што всушност заклучиле дека таа зависи од светлината, што ќе бележиме со сина боја, значи зависи од светлината, но не зависи од температурата, што ќе обележиме со црвена боја, бидејќи не зависи од те. Сега втората фаза, која виделе дека ја нарекле биохемиска, значи првата е фотохемиска, другата е биохемиска, и заклучиле дека оваа зависи од концентрацијата на CO2, но исто така зависи, бидејќи зависело од ензимски процеси, бидејќи зависи од ензимски процеси, зависи и од температурата. Денеска овие две фази всушност не се познати како светла фаза и темна фаза, значи првата не ја нарекуваме фотохемиска, него ја нарекуваме светла фаза. Додека втората биохемиската ја нарекуваме темна фаза. И сега тоа не значи, има многу тука голем проблем со зброите кои се употребуваат, не значи дека темната фаза се случува навечер. Значи за темната фаза е потребно светлина, но едноставно тие зборови биле избрани. Значи темната не се одвива навечер. Потребно е и за нејза светлина. Нема врска што се нарекува темна и другата што се нарекува светла. Значи во светлата фаза влегуваат процеси кои директно зависат од светлина. Значи во светлата влегуваат директно кои зависат од светлина.
А во втората фаза, значи главно се процеси кои учествува CO2. Значи главно се процеси кои учествува CO2 како што видовме, но светлината е потребна како регулатор, а не како извор на енергија, ама сепак е потребна. Сега во тоа време правили експерименти со други анаеробни организми, односно микроорганизми, каде што всушност кај нив исто имаме, значи CO2 плюс H2, сега ќе обележиме дека со А, што всушност нели во нашиот случај тоа беше кислород. Но значи повторно нели се добива CH2O и плюс се добивало значи 2А или пак всушност тоа е исто ко А2 и вода. Сега сватило дека кај растенијата всушност ова нели како што реков дека е кислород, но кај анаеробните бактерии ова е всушност сулфур. Сега кај нас се добива нели O2 кај растенијата, а додека кај бактериите се добивало 2S, односно 2 сулфур. А тоа ми сватило дека всушност процесите се прилично слични и кај анаеробните организми кои всушност произведуваат енергија. Сега они тогаш кога го маркирале, правеле експерименти, значи го маркирале кислородот, ставиле одреден изотоп кој можеле да го следат како иде низ реакциите и сватиле дека кислородот кој се добива потекнува од водата. Значи овој дека кислород кој се наоѓал, тој бил тој кислород кој го добиваме во значи кислородот од водата е кислород кој го добиваме како молекуларен кислород, кој ние или после ние го дишеме, а не потекнува од CO2. Дека всушност CO2 се редуцира со помош на овие протони кои потекнуваат, односно водородни иони, и така да едниот служи за редуцирање, додека другиот заедно со, значи тоа што ќе остане OH минус, OAO, овдека што е, всушност е тоа кое учествува во формирање на O2. Тоа се некои експерименти кои тоа што ги правеле, нормално ние ќе разгледаме во многу повеќе детали. Еднаш кога ги изолирале хлоропластите и ги ставиле во раствор, значи земале раствор, во тој раствор всушност ставиле хлоропласти. Сега добро ајде како едно подсетување за некој што можда не знае, како што ги имаме растителните клетки, имаме јадро, имаме тука хлоропласти, така имаме хлоропласти. Па овие хлоропласти ги земале, ги изолирале во раствор, така. Ги ставиле во раствор. Сега приметиле дека овие хлоропласти во раствор, ако им се осветат со светлина, со ХВ, тогашка ништо не се случува, значи не се одвива светла фаза, но ако во тој раствор имаме акцептори на електрони, во овој случај ставиле, многу мало го направив, ставиле железо, вака, плюс 3 плюс, значи ставиле некој акцептор на електрони, тогашка се одвивала светлата фаза. И тоа би го можеле да го сумираме на следниот начин, како што имаме железо, 3 плюс, значи B плюс 2H2O, и тоа било течен раствор, и при присуство на светлина, значи дека добро, дека има ХВ, се добивало, значи дека ќе направиме од водолниот ред, железо 2 плюс, бидејќи примило еден електрон, и нели кислород плюс O2, така да го направиме со друга боја, плюс O2 и 4H плюс, значи 4 протони. Сега приметиле дека потребно е акцептор на електрони за може општо се одвива фотосинтеза, но во овој случај можеме да видиме дека се одвива всушност само светлата фаза од фотосинтеза. Значи ова дека е само светлата фаза, бидејќи добиваме само кислород, не добиваме шекери. Сега одон се тогаш кога се прашувале зошто не се добиваат шекери и сватиле дека тие методи кога ги правиле на изолација уништиле важни ензими кои се наоѓаат во хлоропластите. Се оцело се одвива темната фаза, бидејќи како што го имаме хлоропластот, дека ќе направиме, значи како што го имаме хлоропластот, кој нели сме го изолирале од клетка, тој внатре во себе има структури кои ќе разгледаме понатаму, нели грани, изграни од тилакоиди кои се со мембрани, но има внатрешна содржина која ќе ја наречеме строма, односно се вика строма, каде што се наоѓаат всушност ензими. Ензими се протеини кои вршат каталитичка функција, нели за забрзување одредени реакции или да се одвиваат некои одредени реакции. Имаме ензими кои се потребни всушност за одвивање на темната фаза. Значи, темната фаза се одвива внатре во стромата, односно наводници цитоплазмата на хлоропластот. Додека светлата фаза се одвива на ниво на мембраната на овие грани, односно на мембраната тилакоидите, значи тука се одвива светла фаза.
И ова го заклучиле дека така се поделени темната и светла фаза, со понатаму кога имале подобри техники на изолација на хлоропластите од клетките. И понатаму се правили уште многу други анализи со помош на радиоизотопи, значи не знам, ако некој не знае што е радиоизотоп, као што си имаш некој соединение X, се да речеме като е соединение 16, радиоизотоп е соединение 18, сега нема да навликуваме во хемија, но тоа е всушност изотоп и во овој случај тоа е радиоактивен изотоп, така да може да се следи во текот на хемиски реакции. И тоа нели го направи дека кога пронајдоа дека всушност кислородот кој се добива на крајот потекнува од кислородот од водата. Така, значи тоа е со следење на помош на радиоизотопи. Сега, од кога нормално тие били откриени, постојано се употребуваат во биохимијата за откривање на голем број хемиски реакции, но што може да се следи како едно соединение се пренесува во текот на хемиски реакции, и со тоа дошле многу сознанија во кои нема навлегуваме, но едноставно само ќе видиме сумарно тоа како би изгледало. Значи, започнуваме со вода, значи имаме H2O, и H2O плюс исто влегува, ева ќе ближиме во светлата фаза, значи ќе земеме со жолта боја, ќе направиме светла, С и фаза од фотосинтеза. И фотосинтеза обично ќе ближе вака со ФС, кирилица. Едноставно за да си имаме некоја кратенка, веќе постојано ќе го употребуваме тој термин. Во присуство на светлина, ХВ, се ослободува всушност, се ослободува кислород, но исто така се добиваат, се редуцира НАДП во НАДПХ, значи се добива НАДПХ, и се тоа е биохемија, нема сега да се објаснувам, но тоа е еден вид кериер на електрони, носач на електрони. Исто така од АДП се добива АТП, и потоа овие процесираат, продолжуваат односно во темната фаза на фотосинтеза. Значи темна фаза на фотосинтеза. Сега повторно напомнам, потребна е светлина, значи таа не е темна дека се одвива навечер. Тука исто доаѓа учество CO2, темната фаза, и се добиваат шекери, CH2O, и се добиваат, овдека учествуваат и редукција на одредени соединенија, некои јонски соединенија, како NO2, SO3, 2- и така натаму, и се добиваат исто така и други одредени јонски неоргански соединенија, како одека доле четворка треба доле да седи, амониум јони, сулфурни јони и така натаму. Сега ова до сега се што спомнавме е всушност еден вид вовед во фотосинтезата. Сега вака едноставно го поминувам како некако сакам нешто да си разгледа, бидејќи ова, како што реков, само воведот, сега понатаму за се од тоа ќе разгледаме многу подетално. Така, за ова отприлика требаше да си имат предзнаење, за ова да се разбере, но се надам дека колку толку можевте да ме следите.